Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Денеска ќе го правам најпознатиот светски доручек, Екс Бенедик. Ќе видите како, затоа што навистина, вистински ќе уживаме и вие од таа страна на екраните, а и ние овде во студиото. Приказката за најпознатиот светски доручек Екс Бенедик започнува во Њујорк во 19. век во еден од најелегантните ресторани Долменикос, каде што на некој вистински елегантен господин кој се презивал Бенедикт му направиле превкусен доручек од кој не само што бил тој воодушевен, него и сите останати. Тоа е едната приказка за прекрасниот доручек Екс Бенедикс. Другата приказка почнува во Валдорф Асторија хотелот исто така во Њујорк, каде што исто така влегува некој човек кој бил многу изморен и намуртен и така натаму и побарал да јаде нешто многу вкусно, сочно, едноставно сакал да ужива во храната. Не знам дали знаете, храната навистина го смирува бесот кај луѓето и нервозата, затоа што едноставно се насочуваме. Кога е вкусна храната, јадеме, уживаме и забораваме на се. Токму тоа му се случило и на овој господин Бенедик и вистински уживал и од тогаш почнало да се прави насекаде и луѓето вистински уживале во тој вкус. Ова е прекрасен доручек кој денеска јас ќе го направам за вас, а вие за викендот изненадете ги вашите најблиски и направете го. Прво што треба да направам е English muffin. Се прави многу едноставно. Во длабок сад додаваме 300 грама брашно. Потоа ќе додадеме една лажичка сол и една лажичка шеќер. Сето тоа убаво ќе го соединиме. Потоа имаме млеко, кое го загреав со цел да го убрза процесот на стасување на квасните габички, а квасецот го разредив со малце водичка. Ке го додадеме во топлото млеко. Добро ќе се соединиме смесата и целото млеко со квасецот ќе го додадеме во брашното. Ќе додадеме и 20 грама растопен путер. Сега, многу внимателно, ќе соединиме целата оваа смеса и ќе направиме едно многу убаво меко тесто, кое веднаш ќе го поделиме на мали топчиња и ќе оставиме убаво да стасаат. Отлично, тестото е добро. Сега ќе ставам тука малце брашно. Ќе го земам тестото и прво без брашно ќе го измесам уште еднаш убаво. Еве го одлично меко, баш како што треба да биде. Отлично. Сега ќе го исечам на мали парчиња. И секое парче тесто ќе го направам како мало топче. Тестото можете да го оставите половина час, двојно да го зголеми својот волумен, меѓутоа можете и вака да постапите. Откако ќе ги направиме English мафините, ќе ги оставам во плех на пергамен хартија, покриени едно 40 минути да го зголемат волуменот. А потоа на средна температура ќе загреам тавче и без маснотија, без ништо, полека ќе ги испечам по 6-7 минути од една страна и 6-7 минути од другата страна. Тоа значи дека English мафинот мора да има златно румена боја, да не е препечен, меѓутоа и не смееме да го оставиме жив.
Еве го тавчето со пергамент хартија. И сега, многу едноставно, сите мали топчиња тесто ќе ги оформиме на овој начин, да бидат округли. Откако ќе ги оформиме, на пергамент хартијата ќе додадеме гриз. Одоздола, меѓутоа, ќе ставиме и одозгора на секој English мафин. Еве го едното. Постапката е многу едноставна кој што видовте. Полека нежно, може и директно во гризот, па вака полека ќе ги развлечеме. Уште еднаш во гризот. Одозгора уште малце и тоа е тоа. После еден час, драги мои, тестото убаво стасе. Јас намерно направив 5 обични помали, кои се идеални за Egg Benedicts, а и малце поголеми лепчиња, затоа што така ми беше убаво некако да направам поголеми. И сега, што правиме? Тавата загреете ја на пониска од средна температура. Значи, никако средна или повисока, затоа што на тој начин ќе изгорат лепчињата и ништо нема да направиме. А ако ги ставиме на убава температура, под средна, тогаш ќе се испечат идеално 6-7 минути од едната страна и 6-7 минути од другата страна, ќе биде сосема доволно. Додека лепчињата си се печат, јас ставив вода да зоврие, меѓутоа нема да оставам да зоврие затоа што тоа е превисока температура за поширање на јајца. Протеинот на јајцето почнува убаво да стега од 60 степен, така да поширеното јајце може да биде од 60 до 63 степени. Тогаш протеинот ќе биде убаво стегнат, а жолчката внатре ќе биде течна и убава, баш онака како што треба. Холандес. Се што треба да направиме е земеме 4 јајца, да ги одделиме белките од жолчките и секако јајцето мора да биде на собна температура. Никако не смеат јајцата да бидат ладни, затоа што тогаш и нивниот протеин е стегнат. И ако имате можност овој холандес да го направите со домашни јајца, има да биде жолт, убав, баш онака како што некогаш французите го правеле. Од холандезот, бидејќи еден од 5 мајчини сосеви, како и од сите други мајчини сосеви, се прават и многу други различни сосеви. Еден од најпознатите сосеви за стекови е холандес и беарнес. Разликата е што се прави еден убав редуцир со црвен кромит, со еден многу специфичен зачин. Еве јас го имам тука, естрагон се вика, има мала блажина дава кога се употребува. Исто така се додава оцет, сол, бибер и сето тоа се редуцира. Потоа на една жолчка доаѓа една голема лажица супена од тој редуцир и шмекот е навистина превкусен. Видам само лепчињата до каде се, дали имаат убава боја. Значи мора да намала малце огнот. Уште малце. Сега ќе го свртаме едното. Супер. Сега додаваме на самиот почеток малце сок од лимон. Овој сос треба да има малку кисела жичка, баш поради лимонот. Ете така. Даваме малце сол. Мешаме додека жолчките не ја променат бојата и не добијат убава густина. Ќе ве боли малце раката, меѓутоа кога ќе го пробате сосот, навистина е превкусен.
Всушност, холандезот е топол мајонез, затоа што се прави со растопен путер или обезмастен путер. Индиците го викаат джи. Ако го правиме холандез, поголема количина, тогаш го ставаме путерот на одредена температура, не повеќе од 60 целзиусови степени, тој комплетно се растопува и бидејќи млекото е потешко, паѓа на дното, а горе останува само маснотијата. Полека со кутлача ја вадиме маснотијата и додаваме во веќе изматените жолчки. Многу е важно сето ова кога ќе го направите, веднаш да го сервирате за тоа што се јаде кога е топло. И јајцето, и холандезот, и испечената холандска шунка или наша печеница, и англискиот мафин. Земам со хартија, ќе го соберам овој дел и ќе го вратиме повторно тавчето на оган. Тавчето, кај што садот, кај што ги матиме жолчките, веќе добија густина. Ја променија малце бојата на посветло. Сега ќе ги ставам во тенџерче кај што вода само тлее. И постојано ќе мешам, меѓутоа не смеете да дозволите водата да врие како на 100 степени, него едноставно треба да тлее, затоа што во спротивно ќе ги свари жолчките и тогаш нема да може да го направиме холандезот онака како што треба. Еве, жолчките добија уште подобра густина и сега полека ќе додавам од топлиот путер да се направи убава емулзија. Исто како мајонез. Значи, холандезот всушност е топол мајонез. Одлична густина, ми се допаѓа како изгледа. Сега ова ќе го трнеме на страна и ќе продолжиме со путерот. Ми се допаѓа. Супер. Еве лажичка за да пробам. Ги свртиме лепчињата. Погледнете. Одлична структура на холандез. Многу вкусно. Многу вкусно. Сега мора брзо да работам. Поширање. Поширање е процес или кратко варење во солена и закиселена вода. Водата треба да тлее, не треба да биде на 100 степени, затоа што во тој случај ќе ги превариме јајцата. Значи во водата што тлее додадов сол и сега ќе додадам оцет. Убаво ќе измешам. И што правиме? Јајцето ќе го ставиме вака во еден сад. Многу нежно ќе го пуштиме во водата и сега ќе гледаме како протеинот се стега и побелува. Кога ќе завршиме со тоа јајце, ќе го направиме и другото. Да земам само една чинија. Чинијата ќе ставам хартија. Да ги сведам лепчињата. Одлично. Кои ќе бидат сосема доволни до сега. Ставиме друго тавче на оган. Што убаво јајцето се пошира. 3 минути. Е сосема
доволно ако сакате жолчката да биде комплет течна. Ако сакате да биде малку подцврста, 4 или 5 минути. Одлично. Сега за кратко ќе го ставам и другото. А во ова тапче овдека, што ставив да се загрее, ќе додадам путер. Убаво да се растопи. Уште малце ќе го ставам. Како путерот ќе се растопи, додадам малце сол и ќе ставам неколку млади морковчиња кои претходно ги обарив да се испржат, а воедно ќе додадам и 100 грама млад спанак. Едното јајце е готово. Многу внимателно. Вака ќе го земете, нека се исцеди од водата и ставете го во чинијата. Истиот процес ќе го направиме и со останатите јајца. Спанакот млад треба само да омекне и ќе биде готов. Ево, супер. Ќе додадеме малце сол, малце црн бибер, тоа е све што ми треба. Сега ова вака све заедно ќе ставам во еден сад. А во истото тапче ќе ставам печеница. Малку да се потпече, тоест да омекне. Видиме до кај не е сега јајцето. Одлично. Скоро сме готови за сервис. И сега да видиме лепчињата. Кај ни се да земам една вилушка. Ако е многу дебел како тесто, англискиот мафин, тогаш го сечеме на пола. Англичаните имаат обичај со вилушка да го разделат, а потоа да го истостираат ако е ладен. Меѓутоа, бидејќи ова тука е све топло, јас ќе го оставам баш така како што е. Еве, готова е. Сега ќе ставиме по 2. Иначе морам да ви кажам, секоја година Америка ги поканува сите претседатели од светот на специјален ручек во Америка и на доручек. И една година еден од нашите претседатели кога беше Иванов, сите весници пишуваа дека доручекот бил најинтересен за тоа што таму јаделе екс Бенедик. И сите биле 100% задоволни од вкусот, драги мои. И ова јајце е готово. Одлично. Ќе го ставам тука. Многу внимателно.
холандезот е одличен. Ќе земам морковчиња. 3 се доволно. Земам од спанакот. Ми се допаѓа како изгледа. И сега ќе ги прелиеме двете поширани јајца со топлиот мајонез или со холандезот. Одлично изгледа, драги мои. Вистинско задоволство е да се направи ваков прекрасен доручек кој навистина има се што е потребно за луѓето вистински да се најадат и бескрајно да уживаат. Екс Бенедик е навистина нешто специјално. Направете го некој викенд за вас и вашите најдраги и изненадете ги за тоа што вистински ќе уживаат во вкусот на овој прекрасен доручек. Имајте убава и пријатна вечер и секако голем поздрав до сите мои пријатели, а посебно до пријателите од Гурман Мес Атанасовски во населба Аеродром и специјалистичкиот центар за физикална медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова од населба Лисиче.